Пред една година, евроазискиот був по име Флако се ослободи од својот ограден простор, откако помина речиси 13 години во зоолошката градина Централ парк. Вандалите ги манипулирале жиците од неговиот кафес, што му го олеснило бегството. Пред овој инцидент, Џој Бурџус и незината ќерка беа чести посетители на куќиштето на бувот. Тој беше токму тука во овој простор. Ке појдевме поблиску и го гледавме. Изгледаше многу мизерно додека седеше тамо. И потоа еден ден дојдовме и тој избегал. А тој летал околу градот. Дейвид Барет од Manhattan Bird Alert, профил на Твитер посветен за наблюдувањето птици во Њујорк, беше меѓу првите што го забележа Флако по неговото бегство. Првиот пат кога го видов Флако беше утрото по неговото бегство од зоолошката градина во Централ парк. Тој се качи високо на дрво на јужниот крај на Централ парк. Тој беше прекрасен, огромен був. Убав був. Го фотографирав и снимив видео. И од тој ден го гледам Флако речиси секој ден. Барет забележа дека тој и другите ентузијасти за птици биле изненадени од тоа, колку брзо Флако се прилагодил на неговата нова околина. Неверојатната работа кај Флако, меѓу многуте работи што сега ги претпоставувам, е тоа што Флако сам се научи како да лови за неколку дена. И сите се чувствуваме многу подобро. За брзо време зоолошката му дозволи да остане во Централ парк и тоа е таму. Тој стана символ на слободата, а исто така и на издржливоста што луѓето го сакаат и го сакаа уште од самиот почеток. Додека некои го ободреа бегството на Флако, експертите стана се позагрижени по неговото бегство за слобода. Дали бев среќен што тој избега и се ослободи? Не бев. Ова е неискусна птица која во основа не знае за светот околу неа. Кога разбрав за ова, се надевав дека птицата е добро, бидејќи многу може да се случи во непознатата средина, а не сите приказни завршуваат добро. Представниците на зоолошката градина изразија дополнителна загриженост за безбедноста на бувот и издадоа соопштение во кое се осврнаа на вандализмот во кафезот што резултираше со неговото бегство. Цитирам: "Тоа беше кривично дело за грозување на безбедноста на птицата. Досега се беше во ред со Флако. Го надгледувавме бувот во текот на целата година и како што беше забележано претходно, подготвени сме да продолжиме со напорите за опоравување доколку покаже какви било знаци на тешкоти или вознемиреност." Моментално Флако не покажува никакви индикации дека бара помош. Всушност, тој лета и надвор од паркот во другите делови од градот, следејќи го њујоршкиот слоган: "Ако можете да успеете тука, можете секаде."